Да, денеска веќе, ако не се лажам, пети ден како се случуваат овие блокади, овие протести. Протестираме со една цел, а тоа е да видиме што преговара двоецот Заев Бучковски, бидејќи досега во јавноста има една општа конфузија за тоа што преговара овој двоец, а е многу значајно затоа што според информациите кои што ги добиваме од дипломатски извори од Брисел, но и од официјална Софија, тие преговараат за се она за кое што велат дека не преговараат. А тоа се идентитетот, културата, посебноста, јазикот, наследството, сето она кое што фашистичката борба, сето она за кое што велат дека не преговараат. И многу е важно јавноста да ја знае вистината, бидејќи некако во јавноста се одомакини зборот нов договор со Бугарија, односно со Софија. Јас не знам на вистина до кога е потребно Зоран Заев да подпишува капитулантски договори на штета на македонскиот народ, на штета на македонскиот идентитет, но едно е јасно дека ниту тоа што досега го работеше, ниту тоа што во иднина ќе го работи, а колку е пократка таа иднина, толку ќе биде подобро за македонскиот народ и за македонската држава, нема да донесе подобри денови, нема да донесе европерспектива, нема да донесе подобар стандард, повисока плата, поевтина електрична енергија, помалку корупција и криминал, многу повеќе луѓе спасени од ковид пандемија, многу подобри услови во образованието, во здравството. Едноставно тоа го можат нови политичари кои што немаат концесија, луѓе кои што знаат како треба да се справат вистински со проблемите. Тоа не е двоецот Заев Бучковски, за нив наједноставно е да подпишуваат капитулации, мислејќи дека на тој начин ќе се обезбедат слобода и подлога политичка кариера. Отприлика тоа е она кое што ВМРО-ДПМНЕ го бара. Односно, накратко кажано, покажете што преговарате. Не е толку тешко да покажете што преговарате. Се надевам дека нема да се премисли Бујар Османи, дека утре ќе дојде во парламент и пред пратениците отворено ќе зборува за тоа за што преговара, но без празни флоскули, без срцето, дланката на срцето, колку се они погодени, колку се тие сите разочарани. Тоа не треба народот да го знае, тоа го знаеме дека не ги бива, бидејќи денеска требаше да биде третата годишнина од првиот датум што го добивме со онаа слика позната во авиончето. Но за жал 3 години потоа нити датум, нити почеток на преговори, а полноправно членство во Европската унија е се уште далечна и неостварлива цел од ова денешно појдовна точка. Така што се надевам дека ќе си останат барем еднашка на зборот и отворено ќе зборат пред македонската јавност и пред граѓаните, чии што пари ги трошат, најпрво гледајќи фудбалски надпревари со службениот владин авион, а потоа шетајќи на фотосесии на Брисел. Тоа што донесува е само срам и капитулација.